Еден зид ги дели сјаот и бедата. На една страна се издигаат елитните куќи во Злокуќани, а од другата дива ромска населба. Овде ромите живеат со секојдневните проблеми, сиромаштијата и борбата за опстанок. На повеќето единствен извор на екзистенција им е собирање на стара хартија, пластични шишиња и железо. Типична слика за една ромска населба. Исмеилов Бајрам со својата сопруга живеат со 5000 денари во трошна куќа, која изградил пред 40 години. Проблем секогаш има жив човек, али ние сиромаштијата повеќе имаме. Зашто нема од каде, 5000 пензија зимам. Фала и това, што работев некој ден. Некои беа тргнати за прослава. Денеска е светскиот ден на ромите. Велат за момент да заборават на проблемите со кои секојдневно се соочуваат. Па таму ќе дојде автобусот, ќе не земе, ќе не однесат таму каскада Ушивка. Сега ќе славиме таму. Во ова место нема училиште. Најблиското е оддалечено 3 километри. Ако имаат услови, некои родители ги праќаат своите деца да учат, други пак по скопските раскрсници да заработат за парче леп. Но не сите роми живеат вака. Семејството Бајрат е многу поинакво од онаа слика што повеќето ја имаат. 4-члено семејство, сите интелектуалци. За себе велат дека се луѓе со поинакви приоритети и вредности. Во животот најмногу вложиле за своето и образованието на нивните две деца. Джемиле Бера за себе вели дека потекнува од сиромашно семејство. Волјата да успе и да се школува ја направила успешна жена која денес работи како невропсихијатар во воената болница. Вели сиромаштијата секогаш не е оправдување за да се успее во животот. Треба основно е да се има волја, да се има желба, да се има мотив, да се работи вредно, да се учи, работата и трудот секогаш се исплаќа. Втората порака е до родителите. Да не наоѓаат причини дека еве сиромаштијата, немаштината, па не можат да им помогнат да се образува децата. Понатаму да им помагаат на сегашните деца, многу им треба помош, да ги мотивираат, исто така не да се обидат и женските и машките деца да завршуваат школи, училишта, пред да побрзаат да ги внесат во брак. Незиниот сопруг Бајрам Берат е исто така лекар. Тој се надева дека со помош на државата и промена на свеста ќе се измени и животот на ромите. Лошото се случува на улица, лошото се случува во вашите семејства и за жал во вашиот мозок. Да се обидеме да промениме таа мозочна матрица, да се обидеме сите заедно. Не само акламативно, не со декларации. Македонија во 2005 година ја потпиша декадата на ромите, со која се обврза дека ќе ја подобри економската и социјална положба. 3 години подоцна проблемите со кои се соочуваат овие граѓани и понатаму се сиромаштијата, образованието и невработеноста. Најголемиот дел живеат во руинирани објекти од 10 метри квадратни, без основни услови за екзистенција. Според последниот попис на населението во Македонија, 2,6% од популацијата се роми.